Стар човек, болен, во могилец лежи, помош му треба да му се даде. Преспаće pusto, a te ga kozija narate nego dolgo go nosi. Bolni je čovek, romaki umre, presna mu zemlja, gde vodi nema. Znači evo samo omraza nema, a i pusti niz je kamenja teški, život od mi projde od leđi beški. I ušte mnogo mladi i stariji na sličan način život im brovi i niko od vlasta neće da shvati, poreče idno pad da se pravi. Poznata rodno selo od gospodina Mile Jovanovski, inako rodan za Mogilec. Čini me, kaža se. Samo 5-6 kilometri odalečeno od Manaha. I kako mi rekla, vednoš naidoh me na iznenaduvanje. Drvoto foja, koja je jedinstvena prilika da se vidi samo ovde i vo Lazaropole, odnosno samo nekoliko koreni na celio Balkan. To najmokusne nije vinovni što primerakot na drvotu foja beše centralno za našite oči. Koga prašav me, od kada je najudavata gledka prema selotu Mogilec, mi rekla, eno onda gore, kaj toja kolot, kada što stoješe staro do železa. Tuka i čujnosta bila dobra. Koga trebalo nekoja poraka da se ostavi vo seloto, so kamen će se udralo u železoto i čukalo kako ponekoj go narekuva, a to je bilo dovoljan znak selanice da podgotvat svojite uši i da slušna nešto vredno. Za nekoliko momenti će vidjeti prilika da go vidite čukalo, no bez železa. Železoto kako da se odselilo. Nešto podobno će go vidi nego crkvata Sveti Arhangel. Golemo selo bilo Mogilec. Golemo je i svega. Bilo prazno. Porečkata bolest legla i na Mogilečki se vrati. Mnogo kući prazni, dobar del od njih na raspađenju. Večas najesed, semjestva su nekoliko luđe vikat neće na selo, no ete Mogilec postoji. Selo kada što kućite ima nešto zajedničko. Bez okupa sekuje kuća svoj bunar. Vikat žicata je hlaba i mora da se štedi samo za domašna potreba. Zato će zabeležite na site bunari, a vi ima prekup 5-16 se so katanici. Se razbira ne računajte go selski koje od sekogaš i napojivao se vanite so bela voda studena izvadena sokov. Селото Могилец поседува огромно поле. Некогаш се разбира обработлива, сега тука и таму. Само полуполните успеваат да дојдат до производи кои што ќе им се најдат пред све ни лично. Малку кромпир, пченка, град. Село нашто доликува најно старо, богато земјоделско домаќинство. Снагата викаат попушта, nije старена, подмогот нема. Тоа го докажува и кошаркашкото игралиште што го нарекува за киска. Само што многу е пошироко и подобро изгледа од она видено во Бенче.
кога тие си приуштија само 2 квадрати и ставија едно обично сито. Ова могилечково може да се нарече за вистински кош. Колко веќе има среќа со фудбалското игралиште, ќе видите нешто подобро. Веднаш после ослободувањето, викаат овде работела земјоделска задруга. Могилчани се тие кои што не оскудевале во ништо, сем може би денес. Денес нема ниту една продавница. Се она што може да се најде во ова село, а не е производ на селаните, мора да се донесе од цивилизацијата. Простете, престрог збор, но вистината е тука. На располагање остануваат продавниците во манастирец, Модриште или може би Самоков. И овде беа впечатлоците толку големи што се надеваме ќе успееме да ги сумираме во неколку реченици. Ќе го избегаваме поимот пустош, иако не наведува на секој чекор. Катанци. Зараснат лес на портата. Толпа на камени. Помогнет посебно е вреден духовниот живот, што се надевам ќе се задржиме повеќе минути токму на таа тема. Могилчани знаеле каде се вистинските вредности, духовни предце. Викаат, дојди напрего, честот пред Господ. Сето другото се знае. Или ќе копаш, или вода ќе носиш, или ќе вршиш. Не ја криеме тагата додека одевме низ селските улици. И посетувајќи се, може би, или замислувајќи како можело да изгледа ова парче поднебје со повеќе народ. Чиј глас може на секој, барем денес, да се слушне на оддалеченост од 2 километри од селото. А сега не можете да слушнете глас и да сте во неговиот центар. Еве еден од домашните бунари. Заменив се и податокот, дека претежно бунарите се лоцирани на едно место. Како ќе запати водената жица? Таму каде што се најдува селскиот бунар, ги има дури седи. Дека луѓето во Могилец поседуваат духовна вредност, не треба да ви се зборува. Уште на самиот почеток тоа го потврди господинот Миле Јовановски. Училишната зграда, сега под Катаница, може би и допринесла за еден ваков духовен и културен развој на Могилчан. Најдувајќи на бунари со катанци, некој би рекол во Могилец човек на улица ќе остане жеден. Не, селскиот бунар е отворен, дури и кантата за изнесување на вода од бунарот не стоеше на располагање. Така да ние без посебни маки успеавме да си изгасниме жедет. А пред малку спомнатиот објект, училишната зграда,
ја затекнавме онака и како што предпоставивме при доаѓањето во Магдет. Веќе е трошна и изморена стоејќи на своите темели, од друга страна пак толку осамена, што само што не се сруши. Се почувствува грижа на селаните за овој објект. Искошените прозорци заменети се со непродирна, односно со непродирно дрво или табли дрвени. И створиле прилика единствен влез да се возможи само на ластовичките. А искрено речено ги имаше толку, што без малку внатре се чувствува само мирис на ластовички измет. А во училишната зграда пустош. Гласачката кутија, што може би и ден денес се користи во оваа зграда, е единствениот свежо внесен предмет во оваа зграда. Да беше старо, пропај. Погледајте ги само овие училишни клупи. Народните херои и големите револуционери. Овде им била судбината да живеат само. Расфрлените предмети на некој начин беа и пробарувани од нашите раце со намера да откриеме вредности или некои спомени на генерации и генерации. А викаат, овде некогаш во ово училиште имало повеќе од 160 ученици. Работело од 2 смени. Училишната табла се уште упркос и на времето. Во споредба со училишниот шестар, триаголник и агломер, кои што се на некој начин преполовени, дознавме и зашто. Може би помалку и строгоста на нивниот учител. Сем по некоја книга, записник или може би училишен дневник, во просториите немаш ништо друго. Из малечкиот отвор од прозорецот влезените ластовички тука нашле смрт. Ние зборуваме за духовно раѓање, за раѓање на писменост и образование, а не идовме на ластовички смрт. Ластовичките како да почувствуваа дека некој им го нарушува нивниот дом, што веќе од поодамна го усвоја. Едно не дури влезе внатре, додека ние бевме присатни, не знаејќи при тоа дека повеќе му нема излез. Наездата на ластовички викаат не е добро. Нешто слично како наездата на глувци. А како? Се во ова може да биде добро.
Дел од нагледните средства во темниот кабинет се уште беа забележителни. Поглед се празно село, повеќе изгледа никому не се потреби. Единствено овој аргумент остана да живее, а ние се надеваме ќе го покажува патот на среќата во споредба со овој шестар, кој што може да е искушен од нечии раце. А добро знаеме за комплетна среќа потребна е и шестар, и триаголник, и агломер. Ученички работи се уште може да се сретнат. Зашто знакот за забрането паркирање или пак дека назначува дека во близина има болница може само да биде производ на детската мачта, а никако да биде забележан вистински. Еве го и селскиот фудбалски стадион наречен Тумба. После изгледа могилчани почесто сакаат топката да биде ќошлеста отколку окрупна, зашто при добриот замах се случувало да ја бара дури и по 3 часа. Селскиот фудбалски стадион Тумба се најбило во непосредна близина до сегашната актуелна црква Свети Архангел. Не успеавме да влеземе внатре и евентуално да побараме нови духовни вредности. Но затоа железото што требаше да стои на местото викано Чукало е пред нас. Овде се вечните жители на могилите. Селски треб. Еве како изгледа могилец, посматрано низ призмата на вечните домови. Насупров ние се кажало во својом кажување дека мора да ја обнови црквата Свети Спас. Помирајќи 86-та година не успеал својата замисла да ја реализира. Приближуваме до селскиот бунт. Рекла ги има два. Кај првиот се води сметка со каков сад се зема водата, викаат тоа е бунар за пиење. Додека оне вториот како индустријска вода за напојување на добитокот може да се послужите со било каква канта, па макар и да ја донесете од дома. Ние бевме толку жедни и на сета среќа кантата стоеше на бунарот и без посебни проблеми се освеживме со оваа бунарска вода.
Јажето се излептува, а председникот да се знајде. Ајде, принце Желјацо. Најжениот беше господинот Миле Јовановски, што за оваа прилика беше во состав на екипата на радио и телевизија Морис. Тој војниот джеб носеше чутурчи, тоа она каубојско вестерн чутурчи, но не беше наполнето со вода, за нешто трето. А, искрено речено, можеше да послужи за гасење на жите. И јасно е сега кај црквата Свети Спас. Црква која што навистина, барем некогаш нудела големи духовни вредности. Сега е на распаѓање, забележливо, нели? Нашиот водач Милутин Видејски изборуваше дека доскоро оваа црква ја гледаш на своите темели. Како ли овој столб висок 3 метри успеал да му прекоси на времето? Ако се изгледа многу значи. Доволно е доказ дека и оваа црква која што потекнува 14-тиот, односно 15-тиот век, ни каже дека православието датира на овие простори уште од тогаш. Олтарот е према источната страна. Конструкцијата на црквата во потпуност одговара како и оние што сработени по традиција, односно денешните. Многу стари и вредни книги најдени се во Могилец, викаат во Скопје се на испитување. Или пак доволно да не се пред нашите очи. Само малку му недостаткувало начичко софроние да го обнови овој град. А вака и понатаму изложен на премината, да ги наречеме, може да се случи само некој посетител во облик на златокопач. Понекој радознал или пак екипно во смисол на нашата посета. Со таа разлика што ние се трудевме да нанесеме максимални вредности за нашите јадности. Еве еден откопан гроб. И затоа ние предпоставуваме дека копачите на злато зелен замав и на ова поднебе. Како што ми изборуваше Чека Милутин, овде до 50-тите години од овој век постоел и дремот каде што се собирале луѓе.
спасувате. Како духовен споменик, Свети Спас и ден денес пркоси, меѓутоа не задуго. Зашто вика нема да се интерес од Центарот за заштита на културно-историските споменици. Стекнала прилика да видиме уште една духовна вредност во Мовдец. Само околу 600 метри западно од Свети Спас се најдува манастирот Свети Илија. Во лоше состојање. Но за нас забаволство и чест да сме на ово место каде што голем број новојучани го положиле својот живот пред најездата на турците. И ден денес постои местото наречено Роговец, кој бил заробен, бил и заклан, и тоа токму овде, покрај манастирот Свети Илија. Затоа подоцна Свети Спас е наречен и како Спас, кој успел да помогне, односно побегне и претежно се одолни из Битолско-Прилепскиот крај, нешто подоцна се вратил и го оформил новото село Мовдец. Кое што се најдувало токму помеѓу овие два духовна храма, помеѓу Свети Илија и Свети Спас. Нешто подоцна и ќе забележите најстарата куќа. Денес користено можеби како плевна, но никој не се присетува кога е направена. Манастирската чешма после неколку векови ова лето за прв пат пресуши. Еве е старата куќа, стара неколку векови, не се присветувал ниту дедото на Чика Милутин, ниту пак прадедо му. Домаќине, добар ден. Добар ден. Благодариме за гостопримството. Како сте? Добри, това Наташа. Много, јас се викам Милутин Видевски, со жената Драгица Видевска, синовите Борко Видевски, Денко Видевски, снаите Драгица Видевска и Нада Видевска, имам ќерка Мира Видевска, внукоите Борко Видевски, овај грешив тука не Борко, но Горан Видевски и Дејан Видевски. Кој се живее во овој дом овде, кај што? Во овој дом овде живееме само ја и Драгица, жена ми, а децата ми се во Брод, таму живеат. А зошто се случи тоа? Може ли и тие да бидат овде? Па, условите денешни не одговараат да бидат овде. Работат таму, денеска изменена во животот, и овде не можем да живееме најповеќе, што и немат село вода, нема елементарни услови за живење во ова село. Нема ни доволно вода, нема ни патишта, нема ни амбуланти, децата сакаат амбуланти, нема ни училиште за децата, тоа е најосновното, и мораше да се во таму. Граѓаниот ковчег, пошто е тоа интимен на некој начин
интимен дел од вашиот живот и секој ден не се гледа, чинев дека сум во право, а вие не замерајте, што реков. Дека навистина ковчегот се отвора од година во година. А пошто веќе кошулата ваша, како невеста, се дошле во ова куќа, е пред нашите очи, односно камера, би сме сакал да ни кажете што се значи, како се вика и... Тоа воопшто не значи. Одавна бе сте невеста, нели? Ева, пред 38 години. Много добро. Уште малку па сега... Саја немам. Што беше тоа саја после така? Тоа вака збора на кошулова ќе облечеш. Гушник, ракавцинја, скутник. Так. Еве. Джерданот го најдовте ли со саја? Немам джердан. Не направи. Вака баш джердан. Пошто сте били бегалка. Бегалка. Не, ти ми спрема пари, само ја не се. Или и појасот не го забележувам овде. И појасот си знае каде тој, првим некаде. А кажете ми како... Што носевте? Носевте плетени чораби, дебели и опенци, нели? Или имате кондури во тоа време? Какви кондури? Кондури, чораби, плетени, значи, кои сме носили, ја не знам, заборавила, овие тоа тега, тие... Дозволете седете овде и ќе позборуваме, така, ако ништо повеќе да ми кажете, дали, ако било обичајот, девојката сама да си ја направи кошулата, дали вие сами сте ја направили ова кошула? Ја сама не си прави. Мајка ми дал. И ве спремала за мажење? За мажење. Добро, вие изненада да сте дошли како бегалка, инаку сами ќе сте ја подготвили. Сами. Многу добро. Многу добро. Со што уште сте се занимавале, ете така, на некој начин, негувајќи ги овие стари работи? Па не скале, што ви кажат, ние пак не сме правили од овие, не сме везле, ове порано ще везено, сега да ме натерат вака да веза, кај може да веза? Кога сте искали од употреба кошулава? Од тоа уште откој се дојдена. Едно два пати или имам, ото да го облечено или немам. На невеста ми се вика лајма ме облечете, се пејте и не и така. Не викат, кој ќе се облака тука. Барем за сликање некогаш? За сликање, ма не така. Кога јас би бил на говорницата, би го запрашал вас, вас, Господо, вие во свечаните одела и свилените машни, кого мислите дека представувате народот? Вие го представувате народот, а тоа во најмалка рака е смешно и тажно. Мислите дека тој, неговото височество, мислам на народот, не е свесен за вашата свест што му ја нудите? Па вие, Господо, без разлика кои сте слегли ли некогаш долу меѓу народот? Знаете ли каде е моето могилет и што му треба? Знаете ли каде е Горна Ботушје, Долна Ботушје, Бенче, Лупште, Тажево? За само кој знаете, знам, на откопе. Од кога се изгради мотово сувенир, а не знаете дека јагнината што ги јавите се ботушки, рафтишки, бенечки, е па добар апетит, а место вино не би било лошо да се напиете од водата изворска, Горна Ботушка. Јас од неј дома си понесов. Оти таа сепак те држи трезен и за овој човек е здравје и живот, дар од злато побреде. Ние ќе се разделиме од селото Могилец и пак со обетување дека во прва прилика ќе го посетиме. Иако бисме сакале да затекнеме се повеќе и повеќе народ, подмладок, мали вечини и невести. А во ова време